civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добре дојдовте сите. Драго ми е што ве гледам. Најпрвим би сакала да ја презентирам, односно да ја промовирам иницијативата Гласај, што Цивил ја поведе на социјалните мрежи за да им даде поттик на граѓанките и граѓаните да го искористат своето право на глас и да излезат на гласање на 15 јули. Точно е дека изборите не затекнаа во време на пандемија, кога заштитата на јавното здравје на сите ни е приоритет, па затоа Цивил повикува на гласање со максимално почитување на и придржување кон мерките за заштита од коронавирусот на денот на гласањето. Кон нашата иницијатива се приклучија јавни личности, граѓански активисти, актери, музичари, новинари, кои што ја препознаа важноста на правото на глас и зошто е потребна излезноста на 15 јули и воедно ја поддржа иницијативата на Цивил. Така да во оваа иницијатива ни се приклучија Pero Арсовски, актер и голем поборник за демократските и европски вредности, Дорина Едини, граѓанска активистка и популарна ТВ водителка, Ирена Стериовска, режисерка и активистка, музичарот Мирко Попов, познати како PMG колектив, Анита Латифи, новинарка и активистка, Зоран Кардула, дизајнер и активист, Бубо Каров, мултимедијален уметник, како и професорката Катерина Колозова, универзитетска професорка и граѓанска активистка. На наше огромно задоволство се приклучи нашиот колега и другар Дехран Муратов, исто така, освен што е новинар и е граѓански активист и борец за човекови права и слободи. Тие преку видео обраќања, Facebook статуси, преку Facebook рамката Гласа или во то, преку илустрации, на што најмногу ни придонесе Зоран Кардула, како и на други креативни начини, ги повикаа граѓанките и граѓаните на излезност. Преку оваа иницијатива, граѓанките и граѓаните може да дадат односно да се информираат за неа и за своите права и за најважните аспекти од избирачкиот процес преку новата веб страница vote.civil.org.mk, каде што ќе ги добијат сите информации што им се потребни за денот на гласање. Исто така, Гласај Вото е името на Facebook настанот на страницата на Цивил, на која граѓанките и граѓаните може да ја искажат својата поддршка за оваа граѓанска иницијатива. Диана? Përshëndetje për të gjithë që na ndjekin qoftë këtu, qoftë në drejt për drejt në kanalin tonë në Facebook. Sot do ta prezantojmë dhe do ta promovojmë iniciativën e re, nismën e re të Civilit, e cila quhet Voto Glasaj. Kjo mbahet, kjo realizohet ose zhvillohet në rrjetet sociale dhe ka për qëllim të inkurajojë qytetarët dhe qytetaret të shfrytëzojnë të drejtën votuese dhe të dalin të votojnë. Do të thot iniciativa bëhet para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kështu që e dim se zgjedhjet na erdhën në kohë pandemie kur mbrojtja e shëndetit publik është prioritare. Prandaj Civili bën thirrje për votim, por edhe për respektimin maksimal të masave për mbrojtje nga koronavirusi. Në këtë nismë na u bashkangjitën edhe mbështetën aktivistë qytetar, aktorë, muzikantë, gazetar dhe të cilët e njohën rëndësinë e të drejtës së votës dhe pse pjesëmarrja më 15 korrik gjithësisht në zgjedhjet e ardhshme është nevojshme. Kjo nismë u mbështet nga Pero Arsovski, aktor dhe mbështetës i madh i vlerave demokratike dhe evropiane, Dorina Ajdini, aktiviste qytetare dhe prezantuese e njohur në njërin nga televizionet, Irena Steriovska, regjisore dhe aktiviste, muzikanti Mirko Popov, i njohur edhe si PMG kolektiv, gazetar dhe aktivist, Goran Kardula, i cili edhe na ndihmoi për art klipet. Bubo Karov, artisti multimedial, Katerina Kolozova, profesore universitare, Anita Latifi, dhe në fund të kësaj do të na bashkangjitet edhe kolegu ynë i dashur Dehran Muratov. Ata përmes porosive mesazheve të tyre do të dalin përmes video adresimeve, statuseve në Facebook, me kornizën në Facebook, në fotografinë e profilit Glasaj Voto, dhe përmes ilustrimeve dhe mënyrave të tjera krijuese. Përmes nismës së Civilit,
Qytetarët mund të informohen për të drejtat e tyre dhe të gjitha aspektet më të rëndësishme të procesit zgjedhor. Këtë mund ta bëjnë përmes faqes së re vote.civil.org.mk. Glasa i voto është emri i ngjarjes në Facebook në web faqen e Civilit, ku qytetarët mund të shprehin mbështetjen e tyre për këtë nismë shumë të rëndësishme qytetare. Dhe tani do t'i ftojmë Tani do t'i ftojmë musafirët ose aktivistët, personat që na u bashkangjitën. Господине Pero Arsovski. Најпрви им благодарам што сте тука денеска со нас и што сте нормално дел од нашата иницијатива. Јас имам едно прашање, ќе почнам од вас ако не е проблем. Што ве потикна да бидете дел од нашата иницијатива и која е вашата порака која што сакате да ја принесете за сите оние граѓанки и граѓани кои што уште се двоума дали треба да се излезе на гласање или не? Благодарам. Морам да кажам пред се дека ми беше чест да бидам учесник во една ваква иницијатива, која сметам за многу важна, бидејќи паметам сите циклуси гласачки и многу реакции на наши сограѓани и пријатели и познаници, меѓу кои се и тие кои што не сакаат да гласат, кои не сакаат да учествуваат. Сметам дека е многу важно да се учествува, бидејќи самиот чин на гласање не останува сам како еден чин на ставање ливче во кутијата. Тоа предпоставува и твој интерес, кои се понудите, кои се можностите кои ти ги пружаат овие луѓе кои го бараат тој глас. Така да низ процеси на гласање, локални, парламентарни, председателски избори, секогаш имаш потреба, нормално, сметам дека би требало да имаш таа потреба, да ги оцениш тие луѓе за кои што си гласал минатиот пат, па да ја поправиш таа евентуална своја грешка или да видиш нешто ново и да подржиш опции кои што ќе го подобрат твојот живот, не само твојот, животот на твоите блиски, на твоите фамилии, на твоите поколенија и нормално тоа е влог и за иднината. Така да сметам дека е многу важно да учествуваш, а учествуваш со својот глас. За да учествуваш од гласање во гласање, ние ја подобруваме атмосферата во нашето општество и го подобруваме општеството и животот, стануваме се построги, но и побитни за тие луѓе кои што го бараат нашиот глас. Така да уште еднаш повторувам, многу е сериозно, учествувајте во градењето на нашето општество, во градењето на едно подобро општество од сите сегменти, дајте го својот глас. Ти благодарам многу, Перо. Ирена, кои беа твоите мотиви да се вклучиш во иницијативата и која е твојата порака, зашто е важно да се гласа? Здраво на сите. Во суштина два аспекти го разгледувам јас ова прашање. Еден е логичен, другиот е идеолошки. Логичниот е овој тип на избори кои што нема цензус, дали излегле ние или не, владата некој ќе дојде на власт и нема зошто во таа смисла да се лимитираме ние да се тргаме подалеку од процесот, условно кажано, кога и вака и така некоја одлука ќе биде донесена, само ние нема да учествуваме во таа одлука ако не гласаме. А идеолошкиот аспект е демократијата е една од највисоките цивилизацијски придобивки и самото излегување да гласаш е револуционерен чин во однос на тоа дека поединецот може да оствари на многу непосредна комуникација со системот кој што би требало да изгледа голем, гранде, поголем од поединецот. Ова е еден ден во тие 4 години, ако збориме за парламентарни избори, во кои што ние можеме на системот да му се обратиме на ти и да му кажеме дека сепак можеме ние да го фатиме кормилото и ние да одлучиме каде да пловиме. Така што
сметам дека е лошо кога генерално атмосферата кај граѓаните е летаргична. Тоа никогаш не носи кон прогрес, не носи апатична и летаргична, никогаш атмосфера, никогаш или чувство, самочувствие, никогаш не носи кон некаков прогрес, кон некаков напредок. И сметам дека со сите сили треба да се бориме да го победиме на некој начин тоа чувство ако воопшто се појавува и кај што се појавува во поединци во одредени средини, бидејќи на некој начин апатијата и летаргијата во демократска некоја смисла значи предавање, значи подигање на бело знаме, значи помирување со некаква парадигма дека поединецот не може да направи ништо посебно за да го смени тој габарит од систем и на некој начин си остануваме на маргините на општеството без никакво самочувствие дека ние можеме нешто да смениме. Сметам дека тоа чувство е многу контрапродуктивно, бидејќи ние знаеме и од нашата понова историја колку е убаво и колку е битно и колку е силна таа енергија кога граѓаните со самоорганизација ќе се организираат, ќе се сплотат за да сменат нешто во општеството. Ние знаеме и шарена револуција како со многу поединци, со многу индивидуални идеи успеа да направи одреден помак во општеството кој што ќе го памтиме долго време. Така што сметам дека самото излегување на гласање во оваа смисла, во секоја смисла на некој начин е револуционерен чин. Така што мислам дека не смееме да го пропуштиме како можност. Ти благодарам, Ирина. Мислам дека ова беше многу добро, приубаво и онака исцрпно кажано зошто се битни не само гласачките права, туку и искористувањето на истите, а воедно колку тоа придонесува во демократскиот процес. Јас ви благодарам и на двајцата што се денеска тука со нас во промоција на иницијативата Гласај. И сега би го замолила со нас да се слободни сте. Ви благодарам многу, да се придружи нашиот колега и другар Дехран Муратов. Дехран, пред да почнеме во овој дел од настанот, ќе зборуваме за говорот на омраза, лажните вести и дезинформации и една кампања која што ние ја водиме во борба против истите. Меѓутоа, само накратко, зашто ти се вклучи во иницијативата Гласај пред да започнеме? Здраво и од мене. Јас се вклучив во кампањата Гласај пред се за да стигне пораката и до тие кои што не разбираат. Затоа ја ќе се разбираат, у смислот не го разбираат доволно добро македонскиот или албанскиот јазик. Затоа ја ќе се обратам на ромски да стигне пораката и до тие кои што може би полесно ќе одлучат за да на денот на гласањето да излезат да гласаат, а сето тоа да биде безбедно за нив и за тие кои што ќе бидат околу нив заради состојбата со коронавирусот. Шукар зиеси мандара, мекоде шупан што Јулика и кјафте авазидинав, и ќе овенем тумен, тумаро вото, тумаро гласо си битно авазите кака леп хувјаке. Канака джамте те гласизен, те пиравен туменца маска, секој зес нон-стоп те овел тумен маска. Лен дезинфекција, дезинфицирен тумареваста, англако гласиве и палако гласиве. Канака завршизен кадава. Икерен дистанца 2 метроја, зате овен заштитиме ем тумен, ем околаману шасо си джитуменде. Када леске тумароа вази, си буд битно коде шупан што јуни, со скин туменда си ен дело кака леп хувјатара. Овен со сте. Благодарам, Дики. Во делот за говорот на омраза, значи во пресрет на изборите, Цивил посвети и посветува се уште огромно внимание на зачестениот говор на омраза, дезинформација и ширењето на лажни вести на социјалните мрежи и интернет порталите. Мониторингот на тимот
мониторинг тимот на Цивил секојдневно детектира и архивира содржини со говор на омраза и дел од нив секојдневно се објавуваат и на медиумската платформа на Цивил. Затоа започнавме и кампања против говорот на омраза, дезинформации и ширење на лажни вести, подкрепена со спотови, огласи на телевизии, на радио, вестници и Фејсбук, и се надеваме дека ќе го прошириме нели апелот и потекот на луѓето да најдат поинаков начин на изразување, на комуницирање меѓу себе во изборниот процес, отколку тоа да го направат со навреди, клевети, со користејќи говор на омраза, служејќи се со лажни вести и дезинформации. Si që paralajmëroj kolegja ime Biljana, pjesa tjetër e kësaj konference do t'i kushtohet gjuhës së urrëties, dezinformatave dhe lajmeve të rreme, aspekte të cilave Civili vazhdimisht ju kushton vëmendje, mirë po edhe më tepër tani në periudhën parazgjedhore. Para zgjedhjeve shohim se gjuha e urrëties është në rritje, dezinformatat gjithashtu ato plasohen, do të shpërndahen në për rrjetet sociale, në për portalet internet dhe ekipi i monitorimit i Civilit për çdo ditë detekton, arkivon dhe i publikon në faqet tona mediatike. Civili kërkon nga partitë politike ta respektojnë ligjin, kodin zgjedhor, kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të përmbahen protokolleve dhe masave për mbrojtjen e koronavirusit. Gjithashtu, Civili u bën thirrje institucioneve përkatëse të angazhohen maksimalisht në parandalimin e përhapjes së gjuhës së urrëties dhe t'i sankcionojnë ato përkatësisht. Gjuha e urrëties në një shoqëri të civilizuar asesi nuk guxon të jetë e lejuar dhe duhet edhe të çrënjoset. Si që dim nga gjuha e urrëties, shumë lehtë mund të kalohet edhe në vepra nga urrëtia. Prandaj, Civili apelon të gjithë vepruesit, jo vetëm në procesin zgjedhor, edhe para procesit zgjedhor, edhe pas tij të ndërprejnë me përhapjen e gjuhës së urrëties. Tani do të kalojmë në pjesën e monitorimit zgjedhor, të cilën do të na e prezanton Xhabiri. Urna Xhabir. Најважниот, можеби за нас и каде што имаме догодично искуство, е мониторингот на изборниот процес, а за првичните или некои наводи до сега ќе зборува Xhabir Derala. Јас пред малце на Facebook пејџот на Цивил искоментирав дека сум горд што сум дел од тимот на Цивил и почетокот на ова мултимедијална презентација кажа повеќе од доволно дека сум во право ако го констатирам тоа. Им благодарам на сите што се со нас онлайн, се разбира и на новинарките и новинарите и на драгите учеснички и учесници во нашата иницијатива. Јас сум вклучен директно, односно најдиректно во делот кој се однесува на мониторингот на организацијата, на изборниот мониторинг на организацијата и се разбира со голем интерес, колку што имам време, се обидувам да ги следам и двете иницијативи, односно кампањата и иницијативата, но за такво нешто немаме многу време, бидејќи во делот на мониторингот Цивил е навистина многу ангажиран со релативно малку луѓе, има 300 наблюдувачи, околу 310 наблюдувачи до сега, колку што знам, краткорочни, од кои долгорочни наблюдувачи има околу 20, кои се поделени соодветно на новите услови со коронавирусот во повеќе различни тимови. Едните се на терен, меѓутоа има уште два деска или два тима кои се занимаваат со следење на говорот на омразата, лажните вести и дезинформациите од една страна и другиот тим кој се занимава со длабок сеопфатен мониторинг на политичкото финансирање од најразлични аспекти.
Што се однесува до 15. јули, Цивил ќе отвори прес-центар кој ќе биде во исто време и кол-центар и аналитички центар во хотел Порта во аеродром зад железничка станица на непон километар. Ќе отвори самиот центар, прес-центар во 6 часот наутро, можеби малку порано, и ќе работи најверојатно до некое време после полноќ, откако ќе станат доста јасни сите околности и факти околу тој критичен, нели, изборен ден. На тој ден, значи кога ќе има повеќе од 18 часа активност самата организација, Цивил ќе обезбеди такси превоз, бесплатен такси превоз за сите медиумски екипи, што значи дека само кога ќе кажете прес-центар на Цивил во одредена компанија или пак едноставно и да е тоа некоја друга такси компанија, дојдете таму, ќе ве пречека човек на Цивил и ќе го плати трошокот за патувањето до таму. Пресконференции ќе има навистина често, сметам, како и порано, граѓанките и граѓаните ќе ги известуваме за сите наоди од теренот соодветно на стандардите, и тоа почнувајќи од 8 часот, потоа во 10, 13, 16, 18 и 22 часот. Панел дискусијата која Цивил ја организира традиционално веќе, тој збор традиционално е малку смешен кој ќе се каже, но навистина со години наназад, веднаш по затворањето на избирачките места во нашата земја, ние организираме панел дискусии со експерти познати на јавноста, оние кои впрочем ги знаат и од претходните избори, секогаш носиме уште по некој нов, така што веќе околу 22 часот и 30 минути, некоја минута порано или подоцна, ќе има уште едно пресобраќање заедно со панел дискусија во која ќе ги дадеме прелиминарните оценки од различни аспекти на изборниот процес. Се разбира, во текот на денот ќе ги почитуваме стандардите и нема да споменуваме политички партии или кандидати со име, но секако дека како и секогаш ќе бидеме директни, остри и отворени и ќе ги соопштуваме буквално сите без исклучок детали од тоа што се случува на теренот. Јас би сакал денеска во две области да се задржам на ова пресконференција, и тоа едната се однесува на политичкото финансирање, а другата се однесува на следењето на говорот на омразата, лажните вести и дезинформациите. Ние во Цивил, мониторинг тимот на Цивил констатира дека од речиси 900 предизборни активности за кои партиите дале пари во предизборната кампања, 2/3 се финансирани од најголемите политички партии од власта и од опозицијата, СДСМ и ВМРО ДПМН. Трет по големи нарачател на овие активности е партијата Левица, а веднаш по неа на четврто место, на високо четврто место се појавува категоријата непознат нарачател. Непознатиот нарачател е четврти по големина по обем на материјал, видео, аудио, текстуален кој се појавува на медиумскиот простор во земјата. И тоа е нешто што треба јавноста да ја замисли сериозно. Од 20 јуни до полноќ на 9 јули тимот за мониторинг регистрираше вкупно 895 активности во огромен дел видеоспотови и спонзорирани содржини на Facebook. Најмногу содржини, 308, нарачала политичката партија ВМРО ДПМН, веднаш по неа со 289 доаѓа СДСМ, на трето место е Левица со 77 содржини,
а на четврто место, како што кажавме, се наоѓа непознатиот нарачател со вкупно 54 содржини. Станува збор главно за содржини со кои се оцрнува политичката партија, во 42 случаи се оцрнува СДСМ, во оваа четврта категорија на непознат нарачател, во 3 случаи се оцрнува ВМРО-ДПМН, а остатокот од оваа бројка им припаѓа на други партии. Непознатиот нарачател платил 45 такви содржини на социјалната мрежа Facebook, а остатокот се флаери и постери. Листата на нарачатели понатаму продолжува со Алијансата за албанците, кои нарачале 48 содржини, ДУИ се појавува со 11 содржини и остатокот се содржини од другите партии кои се учесници во предвремените парламентарни избори на 15 јули. Тимот на Цивил го почна мониторингот на 20 јуни и до официјалниот почеток на кампањата на 24 јуни регистрира точно 20 настани кои представуваат предвремена политичка кампања и тоа со предвремена политичка кампања започнуваат буквално сите партии. Во тој период беа регистрирани 9 партиски јавни собири и 5 видео спотови кои исто така спаѓаат во категоријата предвремено започната политичка кампања. Најголем дел од содржините во изборната кампања се спонзорирани објави на социјалната мрежа Facebook, и тоа вкупно 406. До 9 јули на полноќ биле објавени 381 видео и еден видеоспот, голем дел како спонзорирана објава на Facebook, а партиите одржале 81 митинг и јавен собир. Мониторингот регистрираше 62 случаи на дистрибуција на промотивен партиски печатен материјал. Најголем дел од набљудувачите на Цивил овие материјали ги прибираат и во оригинал, но секако во сите случаи се набавени фотографии и фотозаписи од сите овие материјали. По изборите ќе видите каква забава ќе приреди овој мониторинг тим со анализата на политичкото финансирање, но за тоа потоа се разбира. Да продолжам, како посебна подкатегорија, тимот издвои 44 случаи на црна кампања против политичка партија, а регистрираше и 19 случаи на политичко рекламирање вон законски утврдените рамки, од кои 13 случаи се и 13 случаи на скриена кампања. Од вкупно 44 случаи на црна кампања, речиси во сите станува збор за видеоспотови, освен во 6, кога биле растурани флаери со кои се оцрнува одредена партија. Во 22 случаи нарачател била ВМРО-ДПМН, во 2 нејзини симпатизери, а во 9 случаи нарачател била партијата СДСМ. Во 10 случаи нарачателот бил непознат, а кампањата против СДСМ во 6 случаи, против ВМРО во 3 и во 1 случај против СДСМ БЕСА коалицијата. Тоа е само дел од анализата на политичкото финансирање кое го работи тимот, посебниот тим во Цивил. Се разбира, до утре напладне ние ќе го објавиме целосниот извештај, целата анализа со сите податоци кои се однесуваат на оваа сфера на мониторингот на Цивил. А јас сега би сакал да го замолам колегата да го стави слайдот со мразачот од Гостивар, кој би сакал да ви го представам. Значи, се работи за објава на Цивил во која нашата учесничка говори за тоа дека ја сака својата земја, ја сака демократијата и дека ќе гласа, бидејќи сака да биде дел од ова општество. На тоа Душко Рафаеловски одговара со коментар кој е со следните зборови. Јас им се извинувам на сите присутни и на јавноста за непристојните зборови, но сметам дека треба да ги споделиме и од оваа точка овие зборови. Се работи за следниот коментар. Абе доста шиптарски, терористи и фашисти едни,
зборувајте македонски и пишувајте македонски, наскоро и ќе морате тоа да го правите. Од тоа што може да се забележи од овој профил, се гледа дека профилот Душко Рафаеловски, не тврдиме дека е вистински, сепак на Facebook профилот има реални фотографии со реални луѓе, каде што се гледа дека се работи за навидум прилично пристоен човек, семеен човек, кој сепак одбира на овој начин да комуницира со јавноста. Нашиот тим смета, вториот тим кој се занимава со мониторинг на говорот на омразата, лажните вести и дезинформациите, смета дека е потребно да се откријат овие профили, да се преобјават уште еднаш, може би давам и поголема видливост на тој начин, меѓутоа во овој контекст сметаме дека е потребно да се види со какви се содржини се соочуваат дури и малолетни лица и деца и сите што имаат пристап до социјалните мрежи. Сметаме дека ова е само еден дел, од следната анализа ќе откриете дека ова е само еден од, за жал, многуте примери во јавниот дискурс во изборната кампања. Така, ќе ја пренесам сега анализата на тимот кој ова го следи, кој констатира дека од почетокот на изборната кампања за парламентарните избори 2020 година, мониторинг тимот на Цивил отвори 62 досиеа, од кои секој вклучува по неколку стотици поединечни случаи на говор на омразата. Често, говорот на омразата произлегува од лажни вести или од објави со лажна, клеветничка, па и вулгарна содржина, која потоа поттикнува голем број коментари со говор на омразата и повици на насилство, па дури и на убиство. Мониторингот на Цивил издвојува 9 најчести Facebook страници кои шират говор на омраза и дезинформации. Тоа се Чао Заев, Мај Тап, Види, Секула Војвода фан клуб, Налет да се сторите, Зоран Заев предавник број 1, Слобода или смрт, Ни Курто ни Мурто, Павел Шатев. Тоа се 9-те кои најчесто ги гледаме, меѓутоа има и низа други кои се во досието што го отвори Цивил и кое секако дека ќе биде наскоро и јавно соопштено, односно објавено. Здруженија кои земале учество во овие објави со споделувања, лајкови и коментари, најчестите 3 се Трета политика, МК Диаспора Юроп и УМС, Унија на млади сили, Враништа. Некои од нив ги кријат своите членови, нормално тоа е нивно право. Понатаму во анализата, која само во еден дел ќе ја презентирам овде и ми остана уште отприлика една страничка, откриени се 53 поединечни лажни профили на Facebook и на Twitter. Објавите кои ги регистрира, односно ги архивира тимот на Цивил, се поделени во следниве категории. Говор на омраза се бележи 270 пати, дезинформација се бележи дури 2015 пати, закани 125 пати, навреди 304 пати, расизам 214 пати. Во заканите од 125 пати влегуваат и закани со убиство, односно повици на убиство, ликвидација на одредени политичари, меѓутоа не само политичари, туку во ова група на луѓе под закана спаѓаат и граѓански активистки и активисти, обични луѓе и граѓански организации во целост. Понатаму, овие објави заедно со споделувањата и коментарите имаат реакции, односно лајкови, најчесто по категории, тоа говор на омразата 1676, дезинформациите предизвикуваат реакции во 9384 случаи, закани имаат 600 реакции од овој тип лајкови, навредите предизвикуваат 1364 лајкови, додека расизмот
предизвикува 1660 поддржувачи, односно лајкувачи. На истите објави има коментари и тоа коментарите се поделени исто така во категориите говор на омраза има 176 коментари, дезинформација има коментари на дезинформациите има 1178, на заканите има 6 коментари кои посебно се издвојуваат од тимот, на навредите има 1332 коментари кои исто така ја продолжуваат навредата и кај расизмот се бележат 45 коментари кои го поддржуваат постот, односно објавата со расизам. Може би ќе биде мал преседан, меѓутоа по долго размислување најавата која пред неколку месеци ја дадовме, најверојатно ќе ја реализираме во најскоро време и можам да соопштам сега за прв пат дека Цивил ќе објави листи со имиња на профили каде што бележиме сејачи на лажните вести и говорот на омразата. Што се однесува до првиот дел од анализата, како и овој дел од анализата во целост, ќе биде објавен утре најдоцна напладне и заедно со пораките на Цивил, апелите на Цивил за придржување кон демократските стандарди и се разбира кон мерките за заштита од коронавирусот за време на гласањето. Особено за на крај би сакал да споменам дека Цивил со посебно внимание ги следи случаите во кои политичките партии, па и родителите, дел од поддржувачите на тие политички партии, ги злоупотребуваат децата и малолетниците во политичка кампања. Тоа е најстрашното нешто што му се случува на едно општество, кога децата се контаминираат со политичкиот отров, особено во една кампања каква што е оваа и која е далеку од фер кампања, особено во доменот на говорот на омразата и лажните вести. Заради тоа, уште еднаш остро, гласно го креваме нашиот глас против злоупотребата на децата и малолетниците во политички цели. За се останато и вреди, меѓутоа може да каже некој дека и не вреди заради тоа што толку многу го има, но барем децата да ги остават на мира. Толку имав да презентирам од нашите анализи и наоди. Ви стојам на располагање за прашања ако имате. Може би од екипата добиле прашања по мејл. Ако нема, јас ви благодарам што ме поканивте, што сум дел од оваа навистина многу пријатна атмосфера и што сум дел од овој панел на кој беа прекрасни луѓе и на кој се уште се две мои прекрасни колешки. Ако имате да ме дополните, да ме прашате вие, можеби, или некој од присутните. Јас само ако дозволиш, така. Би сакала да упатиме една порака што секогаш ја упатуваме и која што е навистина многу битна од Цивил, а тоа е сите учесници во изборниот процес, почнувајќи од политичките партии, па надлежните органи за спроведување на изборниот процес, вклучувајќи ги не и сите нас како поединци, како граѓанки и граѓани, се додека го почитуваме изборниот закон, додека го почитуваме уставот и законите на нашата земја, на Република Северна Македонија, и додека во оваа ситуација на пандемија се придржуваме цврсто до мерките и препораките кои се и протоколите кои веќе се објавени од Државната изборна комисија, меѓутоа во целиот период ги имавме, а тоа се многу едноставни пораки за заштита, носење маска, дезинфекција на раце и држење на дистанца од 2 метра, мислам дека ќе дадеме заеднички придонес кон спроведување на демократски изборен процес. Уште нешто ако сакате повелете, ама мислам дека тоа е битна порака да им се упати на сите оние кои што се инволвирани во самиот изборен процес.